Кан Ајановски, нашиот маратонец, со кого што ќе разговараме на темата, како што и најави кога колегата во нашето студио. Денеска го одбележуваме светскиот ден за борба против дебелината. Поубаво се совпадна и овој разговор кој што го правиме на едно место во Скопје кое што рече дека е злато што го имаме, но треба се повеќе и повеќе да го користиме. Тоа е градскиот кеј и за пешачење, но и за трчање. Добро утро. Апсолутно, добро утро, фала ви за вашата покана. Така, кејот е според мене и најубавото нешто што го има Скопје, заедно со градскиот парк, иако го додадеме тука и водно. И одлично место каде што секој може да рекреира, да трча, да вози велосипед, ролерки, да пешачи, едноставно да биде активен, да вежба и со тоа да придонесе за своето здравје, да биде поздрав и посреќен. Според податоците на Светската здравствена организација, најмногу проблемот со прекомерната тежина и дебелина почнува по 80-тите години понавака и во Европска унија, но и генерално кај нас. Имаме навистина податоци кои што не се многу охрабрувачки, пред се дека луѓето кои што се дебели и кои што имаат проблем со дебелината не се ни свесни за тоа. Ајде и така да го почнеме разговорот, бидејќи дебелината и стресот имаат своја поврзаност, па колку преку пешачењето и преку трчањето можеме да се бориме со овие две состојби? Да, дефинитивно, значи живееме во време каде што се повеќе и повеќе седиме, помалку движиме. За жал, такво е времето, такви ни се околностите, забораваме дека она што е најважно за човекот е да се движи, да биде активен, затоа што на тој начин ќе биде и поздрав и секогаш како што надополнувам и посреќен. Како што кажавте, дебелината за жал е најголем проблем во денешницата. Ете, на тоа се надоврзува и депресијата и преку 60-70% можеби од проблемите на нашето здравје се директно поврзани со прекумерната тежина и оној така наречен седечки начин на живот. И затоа ете апел за сите луѓе да бидат поактивни, да се движат, затоа што на тој начин ќе може да дојдат до подобро здравје. И секогаш, како што кажувам јас, и тргам и по мојот личен пример, тоа да го покажуваме со личен пример, да се движиме, да одиме, ете, например, и кога сме дома, кога влегуваме во зграда, да ги користиме скалите, да дојдеме со велосипед, значи на работа да тргнеме малку порано со пешачење, ќе стигнеме повторно на време и на тој начин ќе бидеме примери за другите, инспирација и ќе придонесеме за еден поубав живот, така може да. Се менуваат навиките вака како човек кој што секојдневието му е градскиот кеј тука. Имаме ли од година во година се повеќе и повеќе луѓе кои што ја прифаќаат и сваќаат оваа порака која што најмногу вие и тренерите преку медиумите ја пренесувате? Одиме ли кон поздрави навики како општество? Може би побавно, но дефинитивно имаме се повеќе и повеќе. Затоа сме сведоци и додека сме тука на кеот, од другата страна може да ги забележиме луѓето кои што работат со својот велосипед, кои што трчаат. Така да тоа е една добра навика која што од година во година расте и сигурен сум дека така и ќе продолжи, затоа што живееме и во еден тренд каде што спортот и здравието се дава посебен акцент на тоа, така што сигурен сум дека во годините што ќе доаѓаат се повеќе ќе има луѓе кои што ќе го практикуваат спортот и нема да не гледаат чудно ако не видат како трчаме по улица, ако да речеме одиме на работа ете со велосипед наместо да одиме со автомобил и слично. Кога зборуваме и за пешачење и за трчање, колку е препорачливо, ете, може би непрофесионално луѓето тоа да го прават, но за да си одржуваат некој здрав баланс во текот на својот живот, колку пати неделно тоа да го прават? Па се зависи од приоритетите кои што ги имаат, која е нивната цел, зашто би сакале да го прават тоа. Долку е чисто за некое подобро здравје, одреден 3 пати неделно е, да кажам, одреден минимум. Меѓутоа, долку се работи за пешачење, тоа може да биде слободно и секој ден. Секогаш почнуваме, да кажеме, од нешто помалку и како оди времето кога ќе видиме таа магија и позитивните работи на спортот и здравиот и активен начин на живот, потоа сакаме се повеќе и повеќе. Така што многу луѓе започнале ете со пешачење, ги виделе бенефитите, потоа пробале малку да трчаат. Значи може би почнале со 30 на минути пешачење, кое што пешачење се зголемило на 1 час, па станало секој ден, потоа рекле ајде да пробам да трчам, да го заменам секој деното пешачење, да речеме со 3 пати неделно трчање, па да речеме 4 пати и на тој начин
кога па ќе кажам, кога ќе ни влезе тоа во нас, кога ќе ги видиме убавите карактеристики, кога ќе се активираат сите тие хормони на среќа и она убаво чувство, тоа го памтиме, не може да го заборавиме и затоа секој ден размислуваме како тој ден да бидеме активни, како да спортуваме и на тој начин и самите да си го подобриме својот живот и кога сме посрекни и повесели влијаме и влијаме на околината околу нас и сме супер пример за сите останати. Тој го забравувавме дека не само трчањето, туку и пешачењето се, бидејќи пешачењето е на некој начин и спорт, ако тоа не изгледа помрзеливо, некако се спортовите кои што за пократко време ги покажуваат, ги истакнуваат побрзо резултатите по човековото тело, но и од внатрешноста и по енергијата тоа се забележува по хормоните на среќа и така натаму и така натаму. За краток тренинг добиваме побрзи резултати. Точно, па тоа е најголемата предност, еве и со што јас се одлучив да трчам, да кажам, во мојот живот, затоа што со било која друга физичка активност ми треба повеќе време за да ги потрошам тие калории и да влезам у таа убава фаза. Како што кажат и хормоните за среќа кога се активираат и се чувствуваме убаво во таа медитативна фаза. Така што секој нека си го најде своето, меѓутоа секогаш кажувам дека трчањето дали е бавно или брзо, тоа е релативно. Она што некој мисли дека трча многу бавно, за некој друг е мисловна именка, не може да го постигне. Така да секогаш кажувам најубаво е да се фокусираме да го правиме тоа. И постепено, кога ќе ни стане начин на живот, кога ќе бидеме континуирани во тоа, ќе си дојдат резултатите. Така да не се споредуваме со другите, да си гледаме самите за себе, своите бенефити кон здравието од таа физичка активност што ќе избереме, така да дали е пешачење, дали е трчање, дали е велосипед, дали е вежбање, што и да е, да бидеме активни и се движиме. Се гледа кој од нас спортува, јас на минус 2 издржувам, а се гледа кој е опуштен во ситуацијава. За крај, што правиме со навиката кога ќе дојде зима и кога ќе дојде вакво време, многу луѓе и покрај тоа што во пролет и лето и во јесен практикуваат пешачење или трчање, во зима ќе се решат да паузираат. Таа навика треба, верувам, да се искорени, така? Да. Ете, доколку живееме, да кажеме, во посеверните држави, таму и температурите се пониски и она што кажав пред малку дека се релативно, кај нив оние температури, ако ги споредиме со нашите, ќе дојдеме до заклучок дека она што кај нас е ладно, тие го сметаат за топло. Така да се е навика. Советувам дека доколку се фати редот на спортување порано и кога ќе дојдат тие зимни периоди, да имаме одлучен став дека ќе продолжиме да спортуваме и дека не е ништо страшно, тука е дека е нешто нормално. И јас кога почнав да трчам 2008 година, си мислев дојде зимскиот период и сега ќе престанам, меѓутоа сум бил погрешно сум размислил, дефинитивно гледам дека трчање во зима и во студена температура е трчање како и во било кое време, доколку се навикнеме на тоа, постепено ги правиме сите тие работи, ќе видиме дека ништо посебно не е, баш е препорачливо и не само трчањето, еве и на велосипед сум, што се вика 365 дена во годината, исто како што и трчам, така што тоа е дефинитивно навика и еден совет до сите, нека пробаат, ќе видат дека повеќе ќе имаат бенефит и дека веќе никогаш нема да престанат и да пешачат и да трчаат и да возат велосипед. И нема вака да се смрзнуваат како новинаров во ситуацијава. Кога благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Поздрав, се гледаме во следна прилика. Поздрав уште еднаш и благодарам за гостувањето.